Мелоди де Какао е брендот за кој стои господјата Кристина Нешкевска од Штип, која што веќе една година рачно изработува ваков тип на чоколада кои што се уникатни и се состојат од белгиско чоколада. За тоа како дојде до идејата, какви се состојки се користат во овие прекрасни чоколади, ова утро ќе да знаеме токму од нејзе. Кристина, ќе ви посакам добро и убаво утро. Како настана еве идејата за Мелоди де Какао или можете да кажете еве што представува Мелоди де Какао? Најнапред ви благодарам на поканата и чест и задоволство ми е да бидам ваш гостин. Импулсот за чоколадната магија, односно чоколадната приказна, започна во 2023 година за време на едно патување во Париз заедно со мојата сестра. Истражувајќи ги уличките испреплетени и романтични во Париз, наидовме на еден излог кој ми го привлече вниманието, бидејќи беше целиот во цвеќе. Всушност, моето прво хоби долгогодишно е одгледувањето на цвеќиња, така да вниманието кое што ми го привлече излогот беше причина да влеземе, да ги истражиме убавините на чоколадните задоволства кои што ги најдовме во тој бутик за чоколадо. Имаше преголем избор на чоколадни изработки. Помеѓу нив купивме дел од нив. Посебно внимание ми привлекува тие округли медијанти, односно кругови, дискови, кои беа создадени од еден тенок слој на чоколадо, кој беше покриен со јатки и со суво овошје. Вкусот беше фантастичен и тој вкус практично ми остана негде во самата потсвест. Патувањето во Париз се заврши, се вративме на секојдневните обврски и на работата. Меѓутоа, после година и по од тоа патување, поради здравствени причини, морав да ја напуштам својата долгогодишна работа како менаџер на производство во текстилна индустрија. И во тишината, која што конечно после 30 години ја добив во својот дом, повлекувајќи се од таа производствена џунгла во која што бев дел многу години, повторното импулс кој што некаде беше во моите импресии од тогашното патување излегува на површина. Си реков зошто да не, да пробам, па можеби ќе успеам. Првите проби на моите чоколадни мендијанти, за кои што подоцна дознав како се викаат и како потекнуваат, всушност потекнуваат во 19-тиот век во провинцијата Прованса во Париз, во Франција, ги направиле француските сладкари како дел од божикните декорации, односно деликатеси, кои што ги правеле сладкарите за време на Божики. Направив неколку истражувања во период некој од 2-3 месеци, преку социјалните мрежи, преку платформите на кои што најдов за темперирање на чоколадото, бидејќи тоа е еден специфичен процес на изработка на чоколада. И после долги часови поминати на интернет и во истражување, после поприличен број на потрошени килограми на чоколадо, најпосле бев задоволна од она што сакав да го направам. Ги направив првите чоколадни медијанти и се размислувам што би бил наредниот чекор во тоа. Пробав да однесам на некои мои познаници и на мои луѓе од изработките од чоколадо, тие беа воодушевени од вкусот и од изгледот, се разбира, и така да решив да направам нешто малку повеќе. Си нарачав модли поликарбонатни кои што се користат за изработка на тие мендијанти. Малку повеќе истражував за видовите и за квалитетните чоколади кои што ги имам достапни на пазарот
и се одлучив за белгиска висококвалитетна чоколада Калбот. За почеток одбрав 6 видови на чоколадо од Калбот. Тоа се млечната чоколада, црната чоколада, белата чоколада, битер чоколадата црна со 70% на какао, голд чоколадата со вкус на карамел и руби розе чоколада, која што има еден интересен екзотичен вкус на шумско овошје. Почнав да ги изработувам и нормално наоѓав начин како да дојдам до конзумент, односно потрошувач. Се одлучив на тој начин да направам една своја страна на Инстаграм и на Фејсбук профилите и почнав да ги објавувам моите изработки. Тоа се случуваше некаде во декември месец 2024 година, пред новогодишните празници, и можам да ви кажам дека одзивот беше неочекувано добар. Така, кои се главните состојки кои што ги користите за изработка на овие медијани прекрасни и колку е важен квалитетот на состојките? Па една од основните состојки на овие медијанти се белгиското чоколадо Калбот, кој што не го мешам апсолутно со никаква друга состојка. Го користам исклучиво во чиста форма. Се разбира, претходно мора да се темперира чоколадото, тоа е процес на стабилизирање на кристалите на какаото. Така да после темперирањето чоколадото се излева во соодветни калапи, во зависност од тоа каков модел, односно каква е вашата идеја, што сакате да добиете, и ги оплеменувам со додаток на сушено овошје и на јатки. Користам јатки како што се бадеми, лешници, фстаци, индиски ореви, пекан ореви, а од сушеното овошје користам 2 вида на сушено овошје. Например, сувото грозје, смоквата, боровница, брусница, сите тие се сушени по пат на дехидратација, по топол пат. Додека исто така можете да го погледнете тоа и да го забележите на моите производи, користам липофилизирани овошје, сушени, а липофилизирањето е процес на сушење по пат на смрзнување, со што овошјето го зачувува својот вкус, својата форма, својата боја и нормално витамините и минералите. Пресудно пред се ми е користењето на квалитетни производи, бидејќи доколку немате квалитетни состојки, вие не можете да добиете квалитетен конечен производ. Да, како ги измислувате сите вкусови и комбинации да соодветствуваат нели една со друга? Па да ви кажам искрено, тоа доаѓа некако спонтано. Немам некоја посебна идеја, меѓутоа кога ќе растопам чоколадата, кога ќе ја темперирам, однапред ги имам подготвено состојките, различни видови на состојки, и самата идеја ми доаѓа за време на изработката на истите. Дали тоа ќе биде округол мендијант, или тоа ќе биде, да речеме, едно срце, во кој што делот од состојките кои што се помошни влегуваат во внатрешноста и не се комплетно видливи, меѓутоа имаат една интересна форма и еден интересен облик. Сето тоа доаѓа некако спонтано. Колку време е потребно за да се направи еден ваков убав пакет од чоколадца? Па, тоа е релативно време, релативен поим. Например, еве една прекрасна новогодишна елка, која е мој нов производ, што го подготвив во оваа година за нова година, ми одзема некаде 3 часови и половина. Предходно морате да ги припремите сите состојки, доколку овошјето е во поголема форма, морате да го исецкате и да го направите тој спој, односно тој фил, така наречен, со кој што ќе бидат оплеменети чоколадните дискови. После темперирањето на чоколадата, дисковите ги правам во форми, во одредена димензија, ги посипувам со овошје и со јатки.
потоа е потребно време да се стегнат чоколадните дискови, за да после тоа ги редам еден врз друг. Повторно ги поврзувам со чоколадо, како би биле стабилни. И така да целокупното време е некаде околу 3 часа, 3,5 часови за изработката на таква една новогодишна елка. Да, навистина прекрасно изгледаат сите, буквално дури нереално, нели, дека ова може да се јаде. Како планирате ве можеби понатаму да го поширувате ве брендот Melody de Cacao? Што се однесува до идејата за проширување, во моментот останувам на начин на онлайн продажба. Меѓутоа, никогаш не се знае. Се останува да покаже времето, бидејќи доколку се разбира имаме побарувачка, тогаш би размислувала за промена на тој формат. Во секој случај, времето и условите и приликите ќе го покажат патот на Melody de Cacao. Мене ми е посебно драго што има многу добар одзив, што вкусот е многу добро прифатен, изгледот на чоколадите, на различниот тип на чоколади кои што ги подготвувам секако се добро прифатени кај конзументите, така да предпоставувам дека сум на добриот пат. Да, јас ви посакувам само успеси да си имате во иднина и што е можно повеќе изработки на вакви уникатни, рачно изработени чоколади кои што имаат навистина многу префинет вкус и заслужуваат нели да се пробаат, така што сите оние кои што сакаат да вкусат и да пробаат може да ве најдат на социјалните мрежи Melody de Cacao. Ви благодарам и вам, задоволството беше мое и се надевам дека мојот пат на изработка на овие производи и на проширувањето на моето Melody de Cacao ќе оди по нагорна линија. Ви благодарам уште еднаш.